на македонски да ти објаснам уште еднаш. Прашањето беше какви се, нели, од кај излегуваат меѓу проблемите, што не спојува, што не раздвојува. Ја мислам дека многу јасно кажав дека во државата, ќе повторам уште еднаш за тебе, дека во државата има деформација прво на сите механизми на власта. Кога има деформација на механизми на власта, нормално е дека ќе постои деформација во меѓунационални односи. Мислам дека е тоа многу јасно. Од друга страна, тоа не е само единствениот момент каде настанува тензијата. Ние имаме традиционално проблематични меѓунационални односи. Меѓутоа, кога ќе ги налепиме тие традиционално проблематични меѓунационални односи во деформација на структурата, на сите структури на државата, тогаш настанува она што го имаме во Гостивар и она што го имаме во Скопје. Сега, ја во исто време кога одговарам на тоа прашање, нудам и одговор. Позитивен одговор, кој што се поврзува со лојалноста. А што значи лојалноста? Лојалноста на она што традиционално не врзува со проблемот. А во смисла на деформацијата, нови избори каде што ќе се разрешат сите деформации, што е тука нејасно. Добро, излезна че за ВМРО да помене за Филипсе нови избори кои што би ги надминувал сите. Не, по ние што ќе дојдат редовни. Мислам тие ќе ги надминат сите проблеми. Добро. Не сакам да дозволи Ангелка. Деформација на власта, мислам секакви зборови, сите ги знаеме, ја знаеме политичката опција, конкретно или на ВМРО или на СДС. Ја мислам ова до сега и овој устав што се донесе како таков е токму реализација на политика на Социјалдемократскиот сојуз. И овие сепак би кажал релативизирани тензи внатре во државата, ја можам да замислам и всушност знам каков устав ќе донесеше да беше ВМРО на власт. Така да деформација на власти и било какви флоскули се несоодветни на ова. Сакам да кажам дека сите овие, сакам да кажам сите конкретни чекори, конкретните чекори се препознатливи, а уставот што би било кога било сега ако има земјотрес во студио, не знам како би преживеале, не знаеш. Може натава ќе падне, чекај да. Се знаеше ставот на ВМРО, се знаеше ставот на СДС за уставот, се знаеше ставот за различни прашања, за педагошки факултет, за квотите се знае ставот за Закон за високо образование, се знае ставовите за партиципацијата на националностите во државната управа. Се гледа политиката на СДС дека нешто се померува во таа насока. На крај се гледа политиката на СДС дека основен принцип е интеграцијата на што сметаме дека тоа е резултат, тоа е решението за оваа држава и поготово ваква реалност на Македонија, каква што ја знаеме. Така да можам ги знам другите ставови. Така да ги гледаме ставовите. Сега информација на власт. Проблемот у моментов е што ти имаш некој во ред не е проблем.